И покрај најавената помош од 17,8 милиони евра за секторот туризам и угостителство, представниците на оваа фела и денеска излегува на протести. За нив многу нешта биле недоречени и нејасни, а многу барања неисполнити. Она што во моментот недостасува за да можеме ние да дадеме целосна анализа и наше мислење на шестиот пакет е методологијата, односно сите оние услови кои треба да се исполнат за некој да може да аплицира за таа помош што е изгласана на влада. Значи, знаете, свесни сте сите дека и во минатите пакети, нели, едно е она што се кажува ќе дадеме волку милиони на тие и тие за толку вработени, а друго е начинот на кој што се аплицира преку институциите како што е УЈП, значи и сите оние услови кои што треба да бидат исполнети од аспект на документација, на платени давачки и така натаму, што се треба да исполни еден правен субјект за да може да дојде до ситуација за да аплицира. Со идентичен став се и од туристичкиот сектор. Поздравуваме тоа што сме вклучени, меѓутоа ние веќе ги истакнавме барањата. Барањата се испратени. Прво, не се разгледани сите барања, не е дадено одговор на сите барања. Ќе го надополнам тоа што го кажа и Мартин сега, значи прво не знаеме методологија, начин, како ќе се распределуваат тие средства. Прво е пишано до 2000 евра за лиценца Б и до 4000 евра, до 5000 евра, за лиценца А. Дали тоа значи дека некој може да добие 500 евра? Друга работа, дури и да се овие максимум суми кои што се добиле, ние вчера убаво ја истакнавме потребата за континуирана помош и за вистинска помош. На туристичките работници и угостителите денеска им се придружија и сметководителите. Секој ден во 12 часот и тие ќе протестираат пред Министерството за финансии. Првото барање кое го адресираат сметководителите се однесува токму на изготвување на закон за вршење сметководствени работи, кој ќе обезбеди заштита на фелата и ќе ги гарантира нивните права наспротив врските. Неопходно и потребно директна финансиска поддршка и за оваа дејност. Сето ова затоа што ликвидноста ни е на алармантно ниско ниво поради намалената економска активност и тешката наплата на поборувањето. За надминувањето на состојбите се потребни неповратни финансии за сите друштва и трговци по единици од дејноста, поделени во 3 категории според бројот на вработени. Вчера владата го промовираше шестиот пакет мерки за помош на граѓаните и стопанството, со кои се офатени 12 категории на дејности. Најголем дел од помошта е предвидена за туристичко-угостителскиот сектор, но оттаму најавија дека ќе протестираат се додека не добијат неповратна помош за секој регистриран субјект кој не работи поради пандемијата, грант за сите регистрирани угостителски објекти, поделени во 3 категории и утврдување на мораториум или репрограмирање со грејс период на кредитите од комерцијалните банки и Развојната банка.